Добро утро и од мене и веднаш поја сакам Македонија. 10 часот е висинско време за новото издание на магазин, а денеска ја пречекувам истакнатата актерка Зорица Панчик од Велешкиот театар. Таа ни ги пренесува импресиите од фестивалите периодов, ни раскажува за соработките со колегите, како и за детските представи, а исто така ни го најавува репертоарот за оваа нова сезона токму во Велешкиот театар, па затоа станете со нас. Добро ти утро и добре дојде. Добро утро, добро ве најдов. Прво да се заблагодарам што сум поканата баш овој ден овде. Денес е празник. Нашиот празник на љубовта, мислам православниот празник на љубовта, вера, надеж и љубов, и нивната мајка Софија, и многу го сакам овој ден вака како и овој празник. Баш ми е така убав и како што треба да биде. И со вера, и со надеж, и со љубов, и со се. Така е, една убава порака. Би било убаво да шириме и секој од нас да се чувствува. Да, сигурно. Така и со вера, и со надеж, и со љубов. Го славиш секоја година на некој посебен начин или едноставно? Не, просто го сакам, нели, ако можам одам во црква, палам свеќа. Сосема доволно. Доволно е вака да се помисли дека имаме ден кој што можеме да се го славиме како ден на љубовта, да не позаимуваме од лево десно. 14 февруари. Да, например, мислам, треба да си ги знаеме своите корени, своето, она што е наше. Или прво тоа да си го почитуваме, а потоа и сите останати се разбира. Да, ете, спонтано, токму за овој празник се случи да видиш тука нешто што тебе ти е омилено, да речеме. Не сме знаеле дека токму овој празник го сакаш и го празнуваш. Како си периодов, како го помина летото? Летото успеа ли малку да се одмориш пред новата сезона? Не, ова лето не успеав да се одморам, ама не е важно, нели, има време ќе се одморам кога ќе треба. Почнавме со фестивали многу рано, уште на 13 септември бевме во Струмица со мајка, потоа на 15 бевме во Прилеп на фестивалот Силјан Штркот со нашата детска представа Мачарот во чизми, и сега бевме во Куманово со госпоѓа министерка. На 24 го отворивме фестивалот Денови на комедија. Уште еден фестивал не чека на 4 октомври во Крива Паланка и така. Баш фестивалски, мислам, си ја почнуваме сезоната, па ќе се прибереме после на нашата матична сцена да продолжиме кај што застанавме. А во Крива Паланка со која представа? Исто со министерка, исто со госпоѓа министерка. Со нас со која што одбележа 30 годишната кариера. Да. Па убава представа е комедија, ја сакаат луѓето, ние ја сакаме, уживаме кога играме. Зошто да не ја видат и други? Баш убаво што гостуваме некаде. Видовме импресии од дел од фестивалите и ракоплескање од публиката. Беа навистина задоволни кога на Ристо Шишков ја изведовте мајка. Публиката беше многу бројна, видовме, Да, тоа беше, да кажеме, таа представа се игра на мала сцена, така е поставена. Имаше во театарот, во Домот на култура во Струмица имаше така дел позади сцената одвоен. Имаше публика. И да, убаво помина представата, иако ја секогаш мислам дека може многу подобра. Секогаш си самокритична? Сум. Тоа е услово да се оди напред. Мора да знаеме дека секогаш може подобро. Секоја изведба е приказна за себе. Има некогаш многу чудни изведби. Тоа се можеби некои нејанси кои што публиката не ги препознава, меѓутоа ние во екипата се ги препознаваме и да, тоа е, нели, знак дали треба нешто да задржиме, ако нешто ново се случило, мислам, како емоција, како динамика во представата. Во секој случај, секоја представа ни е пострек следната да видиме уште подобри. Се случило некогаш да не кликне енергијата помеѓу актерите на некоја изведба, да не е некој во добро расположение? Во принцип, колку и да не сме во добро расположение, некако телото памти што треба да правиме. Тоа е многу чудно. Некогаш внатрешното чувство ни е леле денес не оди, денес нешто. Меѓутоа, пак кажам, публика не ги приметува тие нијанси, бидејќи се нијанси во прашање. Не се менува драстично играта. Ако се смени драстично играта, да, секако дека публиката ќе забележи. Меѓутоа, телото ни памти, апаратот наш ни памти,
Така да не сме имале, барем јас не сеќам дека сме имала некој таков проблем до толку. Да, па и само Не вие би ги не сакала. вие ги чувствувате Да, само тие да, нијанси, да. како што кажа публиката, не? Со кои се колегија делеше сцената? Во Струмица бевме Мајка? со Васил Зафирчев, тој го игра мојот сопруг во представата, и Кирјацевски и Сандра Танчева. Кирјацевски го игра мојот син, Сандра Танчева игра неговата девојка. Мала екипа, 4 луѓе, многу убав текст на Флоријан Зелер. Има што да се игра и интересна и за играње и за доживување. Треба да се види. Да, Треба да се види, па секој да каже што мисли. Па годинава беше премиерата, така, од оваа година? Да, во февруари беше Се игра. премиерата. Колку изведби имаше досега? Ќе се играли пак? Да, ќе се игра пак секако. Немаше многу изведби, бидејќи се во театарот имавме секакви случувања. Имавме фестивал Петре, имавме спремање на нови представи, ама сепак ја имавме на репертоар, меѓутоа не многу често, да кажам, не е секој втор ден или да речеме 2 пати месечно, можеби, 1-2 пати месечно. Така, да, не било Заврши секој ден. сезоната, еве сега ќе си продолжиме. Кај што застанав. Значи во новата сезона Да, во новата сезона ќе ја има. играме сигурно. Да, како Да. се соживеа ти со ликот, со улогата, колку време ти требаше и со какви предизвици се соочуваше за мајка? Време немав многу, никој од нас немаше многу време, бидејќи заради густиот распоред кој што го имавме оваа година, имавме определено време, значи на 8 февруари најкасно мора да излезе премиера и тоа е. Представите детски се секогаш, барам јас така ги доживувам како представи за одмор. Многу се интересни, има дечиња во публика, се е многу радосно и весело и тоа прави некакво поинакво расположение кај нас актерите. За разлика од мајка, која што е емотивен текст, поприлично емотивен текст. Предизвик беше да не се заплаче, например. Тоа беше многу важно да кажеме на почетокот. После веќе не беше толку важно како ја спремавме представата, меѓутоа самата таа индикација да не се заплаче беше голем знак за тоа како треба да се игра и за каква жена станува збор. Сега не знам колку би можела да навлезам во тоа, колку е интересно за слушање. Сепак на публиката мислам дека е најинтересно да дојде да ја види. Меѓутоа беше интересно што работевме со Јордан Витанов, кој што е актер, не е режисер по професија. Имавме тешки проби во смисол јас сакам поинаку да го изговорам тоа што ми е текст. Додека Јордан смета дека не треба така да се изговори. Во секој случај никакви, мислам, ништо не беше драматично во самата подготовка, меѓутоа имаше онакви препирки, имаше интересни проби од типот како ние жените го разбираме ликот и како мажите го разбираат ликот. И се разбира дека има огромна разлика. Се разбира дека ќе има препирки. И се разбира дека ќе има препирки. Фала Богу, позитивни препирки. Меѓутоа е многу интересно тоа да се слушне. Па оваа не е нормална, например. Како не е нормална? Жената има право. Тоа е многу интересно кај генерално во светот како Па и актерите сте поделени на мажи и жени. Поделени сме, се разбира. Сигурно имало различни мислења во самите подготовки како да се изнесе некоја улога. Имаше, најинтересно ми беше кога нашата суфлерка Орхидеја, која е ангел, многу ја сакам и ја почитувам, инаку е прекрасна соло пејачка. Вистина? Да, и преубава. Прекрасен човек. И во една наша препирка на тоа разбирање на дали жената не е нормална или е во право, или има зошто постапува така како што постапува, кога она се уфрли, тоа беше врв, мислам. И незиното објаснување на едно однесување на жената, зошто е такво, ака мислам дека и Јордан и сите мажи вака
останаа фрапирани. Викам, фала Богу, да, тоа го зборувам. Тоа беше многу интересно во таа представа. Исто како што и во светов интересно како мажите и жените различно гледаат на работите. Ја разбрали на крај психологијата на жената? Па не верувам дека мажите ја разбра. Не. Уште некоја жена? Не, го разбра објаснувањето од Демек, ама пак не е нормално. Како што е, впрочем, и во животот. Да, кои се теми се опфатени таму, во смислено тоа зашто нели жената не била нормална и Па главната тема е поврзаноста на мајката со нејзиниот син, кој што не се јавува. Таа е поврзана со него, тој не е поврзан со неа, не така како што она би сакала да биде поврзан. И тука би се согласила и со мажите, нели дека ние жените сме виновни ако имаме преголеми очекувања за тоа што треба да прават децата кога ќе пораснат. Дали треба да бидат нон-стоп со нас, под наша закрила, или треба да си го живеат својот живот. Не зборувам нели за некакви драстични прекинувања на врските, сега си го живеам својот живот, па веќе нема да контактираме, меѓутоа жените сами треба да си најдат начин како ќе се бидат сами на себе доволни. Тоа е моje мислење. Не им треба маж за тоа, не им треба дете за тоа, за да бидат исполнети, за да бидат среќни, туку прво треба да бидат задоволни сами со себе. Кога не се задоволни сами со себе, ги обвинуваат останатите. Нели? Да, сопругот, децата и така натаму. Тогаш од никого не се задоволен. Да, се разбира. Кога не си сам од себе задоволен, не можеш од никој друг да бидеш задоволен. Во секој случај интересно ми е да играм жена така која што цел живот го посветила на семејството, не работела ниту ден, била дома и се разбира по цел ден не правела ништо. Или тоа како зборуваат за жените кои што се дома чистат, перат и слично, тоа не се приметува. Што правеше? Ништо. Да. А тоа ништо е се. Тоа ништо е се. Само некои кои што треба да го направат тоа ништо знаат колку е тоа ништо. Да. Или не е ништо. Да. Или паралелно ако и работат, и тоа ништо. Да, тоа ништо се претвора во хроничен умор. Да. Да, тоа се тие обврски и некако на Балканот, нели, повеќе се и поделени, можеби балканско верување, но мислам дека последни години некако се менуваат работите, овие нови генерации менуваат. Сега новите генерации дури претеруваат со тоа. Со тие поделби, јас не ти перам, не ти чистам и браковите траат година дена, се разбира. Тоа веќе... Да. Убаво е да се има баланс секогаш меѓу. Да, секако. Во се. Да не се оди во ние на крајност. Така е. Најпаметно. Така е. Да има договарање и компромис. Да. Што би рекле. Кога сме кај представите, би ги спомнала и оние детски кои што и ти претходно кажа дека ти се како одмор. Да. Нели е тешко пред деца да се игра или дали е голема одговорноста да очекуваш нивна реакција, бидејќи нели знаеме тие се најискрени кога е во поглед реагирање и аплаузи, смеење. Па ние не очекуваме, мислам, ние кога подготвуваме детска представа, веќе и знаеме, нели, како поминуваат годините, веќе и знаеме што би можело да се очекува. Меѓутоа секогаш постојат места каде што деца ќе изреагираат, кои што и нас ќе не изненадат. Ама самата подготовка на детска представа е исто така многу забавна. Ама е сепак не можам да кажам полесно како задача. Не е полесно како задача, мене ми е попријатно. Повесело ми е, порадосно во секој случај од подготовка на представа за возрастни. Поинаков е пристапот. Да. Пристапот е поинаков и стварно уживање да се игра. Морам да го спомнам фестивалот во Прилеп, многу убаво поминавме, многу убаво не пречекаа колегите кои што беа толку добро организирани и насмеани и среќни што сме таму. Многу ни беше мило што сме дел од фестивалот. И публиката беше фантастична. Беше фестивалот во Домот на култура.
Не сум сигурна колку публика може да има таму, меѓутоа сигурно има некои 800 седишта, да речеме, предпоставувам, не знам. Во секој случај беше полна салата и сите реагираа прекрасно и нас не беше уште поубаво, се разбира. Заедно со тоа што се гледаме со колегите, немаме прилика да се видиме многу. Еве, овие фестивали ни се прилика да се видиме. Порано го имавме во еден чернодрински фестивалот, каде што останувавме по неколку дена таму, во Прилеп. Значи, имавме шанса да одгледаме и некоја друга представа, да одиграме нашата и да се видиме со колегите, па имаше тркалезни маси, разговори и така натаму. И беше некако си се гледавме ние колегите. Вака, ако ги нема фестивалите, нема да се видиме, што е многу жално. Бидејќи сте во различни градови? Па или... различни градови, сите сме со различни обврски. Не е баш тоа толку едноставно да се, мислам, едноставно да се седне во кола, например, и да се отиде на премиера. Ама не го правиме тоа најчесто, затоа што или ние имаме представи, или подготвуваме представи. Така да фестивалите се, мислам, единствената шанса да се видиме. Да видиме како сме, докаде сме, што не мачи, што не е убаво. Добар начин. Прилеп беше многу убаво. Да, многу за дружба со колегите. Да. Во Куманово исто бевте? Во Куманово исто бевме. Го отворивме фестивалот Денови на комедија. Игравме Госпоѓа министерка, после тоа се видовме со колеги, пред тоа се видовме со некои колеги и таму беше исто така убаво. Веќе тој фестивал трае дали 8 години или не знам. Во секој случај секогаш е полна салата, секогаш има многу народ кој што е расположен и радосен да гледа представа, заинтересиран и исто секоја година одиме на тој фестивал, бидејќи имаме комедија секоја година и не канат и баш ми е драго што сме дел од тој фестивал. Убаво е. Убаво и во Куманово, многу е убаво. Па да, и некако тие се познати по комедии, по стендап комичари, такви настапи. Да. Си имаат таква врска. Најверојатно затоа и го направија Денови на комедија, баш убаво. Има доста убав фестивал, кој што прераснува во се подобар и подобар. Како поминува времето, се подобро организирани и приемот е се подобар. Кога знаеш дека има хумор некаде, дека треба нешто смешно да прикажете со екипата, дали тука понекогаш се јавува сомнеш, дали публиката ќе се насмее или не, дали размислувате однапред на што би се насмејала публиката, па можеби да метнете уште нешто, да изимпровизирате? Па да се разбере дека мораме да мислиме на тоа. И треба да го одбереме вистинскиот начин за да публиката се насмее, не онака на сила, и по можност не со ефтини трикчиња, како например со пцовки и не знам какви гигови. Ние се трудиме да нашите представи да имаат здрав хумор, колку што се може, нели? Здрав сакам да кажам, да не се вадиме на пцовки. Не е идејата да опцуеш па да се насмее публиката. Туку комичноста да произлезе од ситуацијата, од конфликтот на сцена. И ни успева. Ние во Велешки театар имаме навистина добри комедии. Имаме одлични колеги кои што се, мислам, одлични глумци, одлични комичари и имаме обично успех со тие представи. Има ли нешто ново сега пак на репертоар за оваа сезона, што може да Еве, чекаме сега премиера. Сега чекаме премиера на 16 октомври треба да биде премиерата. Не знам како се вика текстот. Јас не учествувам во таа представа, многу се извинувам, не можам да се сетам на текстот. Играат моите колеги Талија Настова, Кети Борисовска, Васил Зафирчев, режија Дејан Дамјановски. Треба да биде премиерата, како што кажав, на 16 октомври. Веднаш потоа почнува Елеонора Теова, режисерка, велешанка, млада. Веќе има работено кај нас, сега ќе се продолжи, се разбира, со текст "Не сакам и нема да платам". Па за наредната година пак се очекува гостување на Синиша Ефтимов, кој што ќе прави комедија. Се разбира. Интересно, да. Да. Ќе имаме гостинка режисерка од Црна Гора,
Ана Вукотич, режисер од Бугарија, мислам дека се викаше Бојан Иванов. Ќе имаме интересна програма и ќе имаме многу работа, што е добро. Богата програма, да. Да, што е добро. Убаво е кога имаме работа. Лошо е за театар кога не се работи ништо. Нема полошо од тоа. Има ли нешто ти што би додала или сменила во репертоарот или некоја улога што би си ја посакала? Јас никогаш не сум посакувала улоги. Реално вака, мислам дека тие сами се доаѓаат во време кога треба да дојдат. Ако треба да дојдат. Ако не треба, Божја волја. Така гледам на тоа и од секогаш така сум гледала на тоа. Сега имаше разговори кога се подготвуваше мојата 30-та годишнина од работа во театарот, што би сакала да играм. Стварно имав проблем. Не знаев што би сакала да играм. Ама генерално, да, тогаш се сетив на еден текст. Нема да го спомнам, можеби ќе го реализираме некогаш. Аха, не беше госпоѓа... Не беше госпоѓа министр. Госпоѓа министерка воопшто не ми беше интересно нешто. Тогаш да видиме... Госпоѓа министерка, вака. Да, добро. Мислам... Го прифати? Да, и се забавував. Одлично беше. Мислам, подготовките и се баш беше забавно и баш беше супер и супер се забавувам и за време на представа. Ама никогаш не сум посакувала така или големи наслови или не знам што. Не. Тогаш да видиме... Ако се случи, се случило. Во иднина која е таа улога? Која што ја оставаш неоткриена? Да. Да. Значи, ете, една сезона пред тебе предстои исполнета, ќе биде богата програма, ја ти посакувам многу успеси и понатаму и да се видиме повторно вака за нешто убаво, за интересни теми како и секогаш со тебе. Фала многу на поканата и да, секогаш ми е убаво кога ќе дојдам овде. Баш ми е драго. Секогаш кажувам работи што кои не сум ги размислувала. Ама ете ќе ми дојдат овде и баш ми е драго што имам ваков добар соговорник. И мене исто. Уште подобро кога наоѓаме такви теми за кои што ете не сме размислували или не сме зборувале толку често или воопшто. Ти благодарам многу. Благодарам. Вие, драги мои, останете на Сител. Продолжуваме секогаш со музика за крај со песна од Нокаут. Останете со нас.